понеделничко издание на регионалните вести. Со цел промовирање на тетовскиот граф во Тетовско теарце се одржа 10-тата поред традиционална манифестација Ден на гравот. И оваа година земјоделците се пожалија на нелојалната конкуренција и немањето пласман за овој производ. Тетовскиот граф како бренд ќе исчезне, велат производителите од Тетовско. Од година в година се намалуваат површините засадени со овој производ. Земјоделците се откажуваат од оваа дејност, пред се поради нелојалната конкуренција и немањето пласман. Гледаме состојбата све подоле и подоле иде. Се враќа поназад и поназад. Порано било општина Теарце, секое село имало задруга, вршело откуп, се тоареле камиони, шлепери, имало војска, имало фирме, имало предпријатија што го потрошувале. Сега борба за опстанок, сваки за себе сади и тоа што го посади и ако го производи не може да го продаде. Земјоделецот да биде заштитен, да нема увоз и да научниците нешто да предвидат, да нема штетници толку како што има. Со цел промовирање на Тетовскиот граф, во Теарце се одржа традиционалната 10-та поред манифестација Ден на гравот. Значи, за време на овие 10 години, една од нашите цели беше да ги седнеме сите луѓе на една маса. Тоа може да го видите и денеска, дека сите заедно седат на една маса без разлика на сите поделби кои што ги има во општеството. Тука сме сите заедно, без никакви поделби, без никакви предрасуди. Во име на владата и во името на лично мое име би сакал на организаторите и на граѓаните на општина Теарце во целина да им честитам за оваа манифестација, бидејќи како што беше и овде кажано, пред 10 години никој не можеше да замисли дека една манифестација таква која почна заради промоција на еден земјоделски производ, на крајот стана манифестација која обединува по етничка и религиозна. И македонци, и албанци, и турци, сите други овде ги гледаме денеска заедно. Сите присутни има можност да пробаат од вкусното гравче, кое се помалку го има на трпезите. Готвачот Мирко Ѓорѓевски вели дека тајната на вкусот е во самото зрно, кој останува цело за време на варењето. Годинава е погоден, нормално се е кајмак. Ако не е подготвен, нема да биде како што треба, квалитетно нема да биде. На манифестацијата имаше подготвено традиционално тетовско гравче за 500 лица. И покрај неработењето на Југохром, последните податоци на Центарот за јавно здравје Тетово говорат дека реката Бистрица припаѓа во трета категорија. Останатите површински води според чистотата се од прва до трета категорија. Од Центарот за јавно здравје Тетово велат дека реката Бистрица најверојатно се загадува во самото село, каде не се регулирани отпадните води. Река Бистрица во горното течение е од скоро сите параметри се од меѓу прва и втора класа, додека пред да се влие во Вардар е од трета класа, скоро сите параметри. Иако Југохром не работи, знаете дека таму се користи за технолошки потреби, имаме една деградација за две класи и ќе истражуваме зошто тоа доаѓа. Истакна доктор Радко Давидовски од Центарот за јавно здравје Тетово. Последните испитувања говорат дека чистотата на останатите површински води во Тетовско се движи од прва до трета категорија. Реката пења е узакував ми во местноста Бањиче, некаде меѓу прва и втора класа, а на излезот од Тетово е втора класа. Боговинска река е меѓу прва и класа, повеќе прва класа отколку втора класа. Со изградба на филтер станици, Македонија ќе добие чисти реки од прва до втора категорија. Другите развиените земји секаде има пречистителни станици. Сите отпадни води се пречистуваат. Основен постулат е како што ја земаш водата, така треба да ја вратиш со тој квалитет. Така да тука имаме некој минус, некој манкање. Рече доктор Давидовски. Во тек изградба на филтер станица кај Тетовско фалише за реката Вардар, преку која сите отпадни води кои директно завршуваат во реката, претходно ќе се прочистуваат.
Малолетен велосипедист повреден во сообраќајна незгода на регионалниот пат Гостивар Градец. Приведен полициски службеник поради сомнение дека е злоупотребил службената положба. Следуваат информациите од настаните регистрирани во полицискиот билтен. 11-годишно дете од Топлица се здобило со тешки телесни повреди во сообраќајна незгода. Во незгодата која се случила вчера во 15 часот и 20 минути на крстосница на регионалниот пат Гостивар Градец и локалниот пат за гостиварското село Пожаране. Учествувале патничко возило Peugeot 206, управувано од 51-годишник од Гостиварско Врапчиште и малолетникот кој управувал велосипед. Повреденото дете било пренесено во Гостиварската општа болница Ферит Мурат за укажување лекарска помош. Полицијата вчера лишила од слобода 50-годишник од долнореканското село Јанче, полициски службеник во полициската станица за граничен премин и граничен надзор Стрезимир, поради сомнение дека е злоупотребил службената должност. Според пријавеното на 21 септември на регионалниот пат Мавровијанови Дебар, тој запрел патничко возило Kia со охридски регистерски ознаки, кое го управувал холандски државјанин и за наводен сообраќаен прекршок му одзел 20 евра. Вчера вечер приведен бил 21-годишник од Тетово затоа што при преглед на возилото кое го управувал била пронајдена марихуана. Тој бил задржан во полициската станица Тетово и по целосното документирање на случајот против него ќе биде изготвен соодветен поднесок. 39-годишен гостиварец пак пријавил дека вчера вечер му било одземено неговото патничко возило Toyota Hybrid со гостиварски регистерски ознаки, кое го паркирал на булевар Браќа Ѓиновски во Гостивар со клучевите во брава. Инаку од СВР Тетово информираат дека во акциската контрола спроведена изминатиот викенд било констатирано дека 24 возачи управувале под дејство на алкохол, 16 во Тетово и 8 во Гостивар, и сите се исклучени од сообраќај и соодветно санкционирани. На 23 од нив времено им биле одземени возачките дозволи. Во акциската контрола утврдени биле и 18 други видови прекршоци. Општина Гостивар ќе доделува награди на успешни спортисти, клубови и спортски работници. Денес во општината беше презентиран предлог правилник во кој се опфатени критериумите и другите детали околу наградувањето во областа на спортот. Гостиварската локална самоуправа ќе доделува награди и признанија на спортисти, спортски работници, клубови, тренери, здруженија и училишни тимови. Начинот и критериумите за добивање на наградите ќе бидат определени во посебен правилник, чија првична верзија денес беше презентирана во општината. Откако ќе се дефинираат сите детали, правилникот ќе биде ставен на гласање пред Советот. На овој начин ќе ги отстраниме сомнежите дека при распределба на парите за спорт од општинскиот буџет има фаворизирања, истакна градоначалникот Арбен Таравари. Постојат субјективизми од одредени луѓе, не викаат дека одредени клубови и спортисти повеќе ги финансирате, другите помалку, за да ги намалиме или минимизираме ваквите озборувања, да речем, затоа ни е целта и да подготвиме еден правилник за спортистите во општина Гостивар. Познато е, сите е познато дека во буџетот од 2018-19 година, кога ние раководиме со општината, буџетот за спорт е 2 пати поголем од колку претходните години и се надевам во 2020 година, кога имаме и мнозинство во Советот, ќе дадеме уште повеќе за спортот и културата. Мислиме дека тие се битни сегменти од секојдневното живење во нашата општина. Содржината на правилникот ја презентираше советникот во Советот и карате ас од Гостивар Берат Јакупи, кој ги повика сите активни спортисти и клубови кои што не се регистрирани да ја завршат оваа обврска, за да може да конкурираат за наградите. Има и доста спортови што и клубови што се активни, али не се институционализирани и заради тоа не можат тие да конкурират не само во општината и во другите институции и во другите
и во донации што има од страна. Заради тоа ова нека биде еден апел од тука за сите тие што имат клубови, а не се регистрирани. Во предлог правилникот стои дека наградите од областа на спортот ќе се состојат во плакети, медали и парични средства. Ќе се доделуваат за најуспешни спортисти, мажи и жени, јуниори и јуниорки, тимови во машка и женска конкуренција, спортисти, спортско лице со попречености, спортско здружение, екипни и поединечни спортови, училишен тим, како и спортистот гостивар кој се надпреварува во странство. Кандидатите ќе ги рангира посебна комисија со 5 члена, а висината на паричната награда ќе ја определува градоначалникот врз основа на буџетот за спорт. Летачката театарска трупа повторно настапува во Центарот за култура Илјантески смок во Тетово со 2 представи. Вечерва ќе се изведе возможна приказна Абракадабра, а утре вечер тетовци ќе уживаат во Живкова слава. Победата на доброто над злото секогаш е посладка кога се во прашање магионичарите од летечката театарска трупа. По 6 пат утрово ја изведоа возможна приказна Абракадабра пред основците од Тетовска Брвеница. И овој пат беа наградени со силен аплауз. Вечерва публиката повторно ќе може да ја погледне оваа приказна во 19 часот во Центарот за култура Илјантески смок. Го играме во представата по 6 пат. Во представата се зборува за добро против зло, но меѓу доброто и злото постои љубов кој на крај го победува злото. Ова представа има освоено награда за најдобра детска представа на ДАФ во Кочани. Во самата представа има околу 40 учесници. Ова представа се спрема скоро 6 месеци. Младите актери велат дека театарското искуство за нив е нешто магично, па од него извлекле важни животни поуки. Во овој театар сум веќе 7 години член, почнав од 3,5 години и театарот за мене представува љубов, каде што ми кажа како да станам вистински човек и ми ја даде смислата на мојот живот. А за тоа им се заблагодарувам на режисерите Владимир Јовановски и Зоран Јовановски. Утрешната вечер е резервирана за презентирање на славските обичаи во Тетово преку изведбата на комедијата Живкова слава. Представата е закажана за 19 часот во Центарот за култура Илјантески смок. Празникот Рождество на Пресвета Богородица, попознат како Мала Богородица, со црковно-народен собир беше прославен во патроната црква во Сетоле. Традиционално православниот празник Мала Богородица се прослави во тетовското село Сетоле. Чествувањето започна со света богослужба во патроната црква, одслужена од прота Предрак Исаевски, кој во својата беседа го истакна значењето на Мајката Божја. Јоаким Јана долго години немаја дечиња и кога ни солзи Ана го молеше Бога да ја подари барем едно чедо, тогаш Господ ја услиша молитвата после 5 децении и затоа Господ ги спремал на таков подвиг, за да по 5 децении не им подари обично чедо, туку да им подари Мајка Божја на целиот свет, детето што ќе се роди, ќе се вика Марија. Еврејски Марихама, што значи солза. Марија, која што во нејзината утроба, кога ќе биде возрастна, ќе го носи Спасителот на целиот свет, Господ Исус Христос. Господ Бог, преку овој радостен ден, радостен празник, нека подари пред се здравје, добро здравје на сите, благослов на сите во вашите дома. Нека подари што повеќе дечиња вака да се раѓаат во ова наше прекрасно свето место Сетоле и многу идни мајки да станат родителки за да нараѓаат многу синови и ќерки. По литургијата беше извршен чинот на водосвет и режење на кумскиот колач, а паричките ги одредија кумовите за следната година.
Еве годинава среќата испадна кај мене, се осеќам многу среќен. Прв пат доаѓам во оваа црква, многу е убава и местото фино и све. Со големо задоволство до година ќе го организираме да биде на овој начин убаво, па дури и поубаво. Јас сум Ѓоре Коцевски од село Пожаране, а иначе со многу другари и пријатели и комшии, сетолчани, со кои многу си го имаме муабет. Чествувањето на празникот Рождество на Пресвета Богородица во Сетоле продолжи со братско-сестринска трпеза на љубовта. На неа традиционално се најде вкусното тетовско гравче со сланина. Инспекторите и натаму ја продолжуваат работата околу проценката на оштетените градби. Вкупно 562 куќи имале различни степени на оштетување, а 34 стамбени згради биле со пукнатини. На некои жители на Тирана им било кажано воопшто да не се враќаат во своите станови, бидејќи биле проценети како небезбедни. Во Драч жителите и натаму се плашат да влезат во нивните станови, па војската поставила шатори на фудбалскиот стадион. Министерството за одбрана соопшти дека тоа бил најсилниот земјотрес во Албанија во последните 30 години. Ishte tërmet I fuqishëm. U kuptu që ishte tërmet, për nuk di edhe çfarë të bësh, për shkak se jes me makinerit edhe ke ato objekte sipër ti kërkon të kapësh objektin mos tiken makineria, me fjalë duket sigurie me janie dhe normalisht është nuk ka qenë. Ti mundohesh të tikje kështu. Populli në përgjithësi u rrithuan, disa edhe tentuan dalin jashtë. Po natyrisht aq sekonda sa bie tërmeti nuk mund dalsh as me ascensor, as në kam, bile gabim të futesh në ascensor. Me keq s'ka. E pashëm bu këtu, kur vija dha goditjen e shpejt, na mbyllë edhe derën, mezi dolëm nga dera aty se na mbyllë derën, kisha edhe kalamaj ashtu. Në zbritje mu dëmtuan 2 kalamaj, që u dëmtuan një në Spitali Shtara Koqepet. Повеќето од повредените луѓе раните ги здобиле додека бегале во паника од нивните домови. Дел од нив по лекарскиот третман биле пуштени. Премиерот Еди Рама изјави дека добил повици од неговите европски колеги кои му понудиле помош. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш сака на самитот што в понеделник ќе се одржи во Њујорк владите да дадат поамбициозни ветувања за намалување на емисиите на штетни гасови. Сегашните ветувања на владите за намалување на емисиите не се доволни за да исполнат целта од Париз за одржување на порастот на просечните глобални температури на нешто под 2 целзиусови степени, со цел да се ограничи затоплувањето на 1,5 степен. Тоа значи дека усогласувањето на постојните национални планови според Парискиот договор, останува далеко од соодветно за да се избегнат најлошите последици, од природните непогоди до економските штети од затоплувањето на земјата. Business cannot succeed on a planet that fails, and jobs cannot be sustained on a dying planet. And there are many more initiatives to come. They will all be presented at the summit and are designed to be expanded so they can have the global impact the climate crisis demands. Наведувајќи дека целите од Парискиот договор треба да представуваат силна обврска, тој дополни. Climate change is not only a threat for the end of the century, climate change is already a tragic problem of our societies, but it is true that if things go on as they are, the young generations, when they come to adult age or to the last periods of their lives, will be even more dramatically impacted. I have 3 grandchildren, and I don't want to be responsible for them to live in a semi-destroyed planet when they'll come to my age. Генералниот секретар Антонио Гутереш изрази уверување дека со заедничко и континуирано работење градовите, државите и регионите имаат капацитет да ги развијат сите позитивни мерки во однос на климатското действување.
Времето денеска во Македонија беше променливо облачно, а попладне со врнежи од дожд. Повеќе врнежи имаше во западните делови од земјата, а наместа беше нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Температурите се движеа од 12 до 22 степени Целзиусови. За утре метеоролозите прогнозираат претежно облачно време и нестабилно, со повремени врнежи од дожд. Наместа врнежите ќе бидат пообилни, проследени со грмежи и засилен ветер. Температурите ќе се движат од 11 до 19 степени Целзиусови. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.